Велат дека убавината на светот е рефлексија на сопствената перцепција за него. Така се запрашуваме колку ли многу нешта се случувале пред нас кои останале незабележани, токму затоа што сме ги пречекале со затворени очи. Во изминативе неизвестни месеци, прошетките низ обележјата на градот Скопје не наликуваа на ниту едни претходни. Овој пат успеавме од поинаква перспектива да се увидиме себе си. Спомените и пораките со кои се збогативме полека ја истиснуваат темнината на собрана во умот. Мракот исчезнува, а јас се будам. И знам дека не сум сама. Не сум единствената. Слободата на умот е нешто што можеш да го имаш и истовремено да го немаш. Изборот е личен, ама надежта не можеш да ја немаш, неа само можеш да ја најдеш. И тоа само на едно место, длабоко во себе, каде што има и други нешта. Стравот е убав, те држи на штрек. Мислите се страшни, може да бидат или страшно добри, или страшно лоши. Ние не бираме кога и со кој ќе се сочиме, но можеме да бираме со кој ќе продолжиме. Овие дни си давам шанса да истражам својата внатрешност, која поради брзото темпо на современото живење ја потиснувавме да не излезе на површина. Се прикривавме себе си, но сето тоа остана во минатото, бидејќи животот се промени, започна нашето најнеобично патешествие досега. Светлината е бела, но само кога има вода, ја гледаме онаква каква што е. Токму како и луѓето, потребно е бура за да ја видиме нивната внатрешност. Потребен е дожд да ги измие маските од нивните лица. Исто како и светлината во капка вода, и луѓето влагаат и излагаат од нашите животи. При тоа, оставајќи ги емоциите што ги предизвикале да се прекршуваат во нас и да оставаат траги по нашите души. Колку луѓе ќе се појават и ќе се заминат веднаш? Еднаш излегле пред нас, ни го пресекле патот, оставиле впечаток, сето ова трае неколку секунди и потоа ги снемува. Зошто? И што сега ќе правиме ние со нивниот впечаток врз нас? Тие луѓе не ни знаат што предизвикале кај нас. Може кај некои нови чувства, нова хемија, кај други инспирација за пишување. Едноставно се појавуваат, предизвикуваат и си одат без да знаат што предизвикале. Имале намера, но сепак не знаат дека ја оствариле истата. Се им е некако обично, секојдневно, но не го доживуваат така и оние кои ги претрпуваат последиците. Иако овие судери секој пат ни одземаат енергија од секојдневието, сега се поретки, повторно како нешто да ни недостига во новонастанатата ситуација. Луѓето доаѓаат, прават ужас во твојот мозок и се заминуваат. Некои потоа или ќе се помират со судбината и ќе уживаат во моментот додека трае, или ќе размислуваат со часови околу предизвиканите чувства и неповторливоста на ваквиот момент. Трети пак, можеби ќе го поминат моментот проаѓајќи начин како да остварат било каков контакт со тие луѓе. Но како да не се изгубиме во свет кој некогаш бил толку гласен и еуфоричен? А сега е секој природно заробен во сопствената самотија? Како жртви на нашата љубопитност, секогаш запаѓаме во непосекувани ситуации или конфликти, но и покрај тоа, ние не можеме да и се скараме на неа, бидејќи од друга страна, таа е онаа која не води напред, кон дознавање на нови нешта. Моментално се наоѓаме во времиња кога како главно мото ни го наметнуваат поимот социјално дистанцирање. Па и немаме баш некој избор, освен со маска на лице, да продолжиме кон стегнување на нашиот љубопитен дух. Можеби и насмевките на нашите лица нема да бидат исти како претходно, но зошто пак да дојдеме до ситуација да истребиме таа искрена насмевка од нашиот живот? Ние постојано се разминуваме,
притоа некои од нас ја искористуваат приликата, а некои не. А што ако не сме се разминале? Можеме да гледаме од многу агли, но кој е највистинскиот? Колку пати гордоста и срамот сме ги ставале пред нашите желби и чувства? Колку можности за дружба со тој пристап сме испуштиле, а не сме биле свесни за тоа? Меѓутоа, од свесно пропуштените шанси останува само каењето. А зошто? Затоа што не можеме да ја смениме реалноста и тој факт не повлекува во безизлез? Но не е така, бидејќи излези секогаш постојат. Еден од нив можеме да го бараме во природата. Не смееме да дозволиме нашиот авантуристички дух да замре и да се препуштиме на меланхолијата да не обземе. Нашите акции секогаш биле и ќе бидат олицетворение на нашата внатрешна мелодија, а ние самите сме единствениот диригент. Тажната нота на опасноста по живот која демне наоколу се уште е присутна околу нас. Но ние одлучуваме дали ќе танцуваме на неа или на нотите од фамозниот оркестар на создавачите на нашите души, односно нашиот мозок и срцето. Љубовта е прекрасна на различен начин во сите своји разновидни облици. Таа одржува се во живот. Дава една поинаква димензија на нашата вообичаена дневна рутина. Од неа ја црпиме главната мотивација за да продолжиме кон остварување на своите цели. Но љубовта во својата најинтригирачка форма е онаа помеѓу пар човечки битија. Таа е поинаков бермудски триаголник во кој вашиот партнер и вие се наоѓате. Предизвикот лежи во наоѓањето баланс помеѓу тоа да се препуштиш на љубовната магија, но истовремено да не дозволиш да те повлече на дното. Љубовта е силата што не држи присебни и оклопот под кој се чувствуваме безбедни и во вакви тешки денови како сегашните. Таа е засолништето под кое се прегрнуваме со нашите сакани, додека се заштитуваме од страшното невреме кое не затекнува. Чувствата се чудна работа. Во се мора да се вмешаат. Интересна е нивната контрадикторна природа. Пример, како можат две спротивни чувства да живеат во еден ист човек? Или зошто понекогаш чувствата ги разделуваат луѓето наместо да ги зближат? Од друга страна пак, некогаш ако изгубиш рамнотежа поради мешавината од чувства, тоа е всушност дел од рамнотежата во животот? Секоја разделба е тешка. Тоа е така затоа што сме длабоко обземени од бурата на тагата и копнежот. Колку е едноставно, толку е и сложено, различно од се останато. Но братската и сестринската поддршка, братучетската поврзаност и другарствата се тие кои секогаш остануваат незаборавни и неповторливи, уникатни. На крајот секој се е приказна сама за себе. Понекогаш се наоѓаме во ситуација да сме толку ранливи што самите дури и воопшто не можеме да се препознаеме себе си, бидејќи дозволуваме и најситните нешта да не повредуваат. Но не смееме да се предадеме на темпото диктирано од новото секојдневие. Не смееме да допуштиме негативните страни на случувањата да не совладаат. Откажувањето не треба да ни е опција, ниту решение, бидејќи истрајните се оние кои победуваат. Да се биде храбар не е лесно, но далеку од тоа дека е невозможно. Самата одлука да бидеш похрабар од тоа што си е многу храбар потек. Што е на заедничко за една нота, една фотографија и една линија насликана со четка? Тие се рефлексија на нас, на уметноста која се крие во нас. А уметноста пак е начин на гледање на нештата. Таа е најдобрата проекција на нас самите, бидејќи изговорените зборови не се секогаш најдобрата форма за искажување.
Една мелодија или песна што ја создаваме, една фотографија што ја сликаме или уметничка слика што ја цртаме, можат да кажат многу повеќе. Страста, пасијата, обсесијата, слободата и спасот, нашите гледишта и естетскиот пристап, сите тие се уметност, бидејќи најубавиот животен стил е уметноста. Ако и дозволиш да биде твоето сонце низ темните облаци или твојата месечева светлина во ноќта, ако дозволиш сите твои мисли, мечти и потиснати желби да се претворат во акции и да ја преплават твојата сегашност и иднина, тогаш уметноста ќе стане позитивната енергија што ќе те води низ негативните периоди. Мислиме дека некои случајности многу е тешко да се случат, но не е така. Толку тие се блиску до нас што и самите не сме свесни за тоа. Си велиме дека е невозможно бидејќи и самите не веруваме дека е возможно. Зошто толку недоразбирања постојат на светов? Заради нив, колкав е бројот на работите кои може да се уништат, толкав е и бројот на работите кои можат да се подобрат. Тоа е точката на кулминација. Во еден момент од животот ќе се запрашаш што е реалноста, а што не е, и тогаш ќе се промени твојата реалност. Ќе почнеш да патуваш низ својата личност и ќе разбереш дека вистината зависела единствено од верувањата. Таа не била иста за сите и во секое време, ниту па за тебе. Оваа мисла ќе те однесе на следната, а тоа е дека апстрактните нешта се најубави. А знаете ли зошто? Затоа што тие се наши и ги поседуваме и без физички да можеме да ги допреме. Ова докажува само едно. Ние не сме неспособни да ги вратиме, ако некој некогаш не ги одземе. Тогаш, најнедостижното станува потполно достижно. Конечно сваќаш дека минутите и часовите посветени на себе се незаменливи и сосема неизбежни, особено во мачна епоха како моменталната. Во духот на третирање на самите себе, и не смееме да си дозволиме да изоставиме грижата за здравјето на своето тело, бидејќи нели тоа е единствениот дом во кој сакали или не, целиот животен век го поменуваме. Никогаш не се знае што мисли еден човек. Што се крие позади негов поглед, негова насмевка или прегратка? Што позади зборовите или не зборовите? Тоа е маска за покривање на емоциите и чувствата. Тоа сме ние. Чудно е како човек може во исто време однатре да е немирен, а однадвор да изгледа толку смирен. Однатре да вриска, однадвор да не отвори уста и да не испушти глас. Однатре да плаче, однадвор да не пушти ни солза. Умствено да бега, а физички да стои. Да сака да каже нешто, но ништо да не прозбори. Како тоа позади сите луѓе се крие нешто друго, сосема различно од она што го знаеме на вистина за нив? Колку неочекувано, толку незачудувачки. Зошто? Ако е неочекувано, логично е да биде зачудувачко, но не е. Не се работи за лицемерие, туку за вистините позади сите овие човечки лица. Мислим и ги познаваме, но всушност тоа што го знаеме не е нешто, туку е ништо. Сето ова ќе се разоткрие кога веќе нема да може да се молчи, кога ќе се прелија чашата, кога ќе завладеат истоштувачки денови и тешко издржливи месеци. Најважно е после се да не се окупираме со осамени мисли и чувства на носталгија, бидејќи кој и да сме, не треба да заборавиме дека нашите најблиски се оние кои никогаш не би не оставиле сами да се справуваме во било каква криза. Нели заедно можеме многу повеќе да постигнеме? Па зошто и во новите услови да не пронајдеме начин заеднички да се поддржуваме? Така и полесно би успеале да ги победиме препреките на патот и да не дозволиме тие да не понесат во погрешен правец. Сега или никогаш е моментот да излеземе од нашата комфорт зона, да го прошириме спектарот на бои со кои ги боевме нештата, бидејќи конечно
Имаме време подобро да го запознаеме градот каде сме го земале првиот здив, а преку него и подобро да се запознаеме себе си. Периодот бевме подложени на тест за неколку значајни животни лекции, односно, животот е предизвик, да предизвикаш или да бидеш предизвикан. Животот е мистерија, понекогаш вистинската слика не се гледа од маглата. Животот е тишина која прави огромна галама.